Денес, заедно со транспортерите, имавме состанок со вице-премиерот Кочо Анџушев, на кој се договоривме да наредните денови му дадеме можност на Енекот, бугарскиот инвеститор, да ја дефинира понудата према банките и останатите доверители. Со оглед дека се работи за огромна сума на средства кои не се наоѓаат преку ноќ. Исто така, од страна на банките до бугарскиот инвеститор Енекот се поставуваат нереални барања за гаранции кои можат да ги издадат само неколку банки во светот. Се со цел Енекот да се откаже од купувањето на фени. Сакам да ја информирам јавноста дека Енекот веќе потпиша договор за купување на фени и тој договор е во сила. А исто така се поднесени документи до Централниот регистар за назначување на бугарскиот инвеститор за превземање на директорските функции во фени индустрија. Во целиот случај се работи за лични интереси на поедини моćници во државата. Бугарскиот инвеститор не е откажан од фени, само се прават манипулации истиот да се откаже. Целата игра се игра од банките кои инсистираат фабриката да се продаде на швајцарскиот фонд, на кој не знаеме кој е собственик, а за кој имаме сознание дека стојат бивши директори на фени, за кои има и активни кривични пријави. Имаме сознание дека бугарскиот инвеститор Енекот во петокот е изманипулиран од банките кои до 16:30 часот не му пуштиле одговор за понудата која ја дале за да не може да пушти плата на вработените. Лично ја читав понудата од Енекот до банките со која во рок од 30 дена се обврзуваат да вложат 15 милиони долари, а остатокот да го исплачаат на рати. Енекот побара и дополнителен рок од 6 дена да ја зголеми и оваа понуда и ги превзема сите долгови. Сметам дека треба да му се даде можност на бугарскиот инвеститор да ја превземе целата фабрика. Сакам да напоменам дека банките не можат и нема да дозволиме да одлучуваат за судбината на 1000 вработени и на уште толку доверители во фени. Банките преку камати во последните 16 години имаат наплатено преку камати најмалку колку што е долгот во моментот, додека вработените, транспортерите и другите доверители имаа вложено пари од сопствените джебови, а сега не можат да си ги наплатат, а камоле да наплатат камати, како што тоа го прават банките овие 16 години. Сега нема да дозволиме банките покрај сите пари кои ги имаат наплатено од фени, повторно да одлучуваат за судбината на фени и на сите доверители. Ние како синдикат нема да прифатиме стечај, со штрајкови ќе ги блокираме и судот и банките и доколку за нас нема работа, нема да има и за нив. Стечајот е неприфатлив затоа што во случај на стечај вработените треба да седат дома и да не земаат плата. Ние нема како вработени во фени индустрија, јас како председател на синдикатот на фени индустрија, нема да останеме мирни и добродушни и на сето воа да седиме и молчиме. Ние мора да си го одбраниме нашите